Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Bon Ton. Unë jam Almedina Ismaili dhe sonte për ju kam përzgjedhur një temë e cila ndoshta më shumë do t'ju interesojë gjinisë femërore. Ka të bëjë me tretmanet që zhvillohen nëpër kozmetika, gjithsesi unë vizitova sonte kozmetikën Estetik Med. Për më shumë informata rreth asaj se çfarë zhvillohet këto, çfarë kërkohet për sezonin e vjeshtës dhe çfarë tretmane bëhen, na ndiqni në vazhdim. Ndodhem këtu në salonin e bukurisë, si që përmenda dhe pak më parë, Estetik Med. Këtu na priti pronarja Ivana. Përshëndetje Ivana dhe faleminderit që pranuat ftesën, që jeni mysafire e jonja. Zdravoj, dobro mi dojdovte. Faleminderit. Atëherë Ivana, na tregoni diçka më shumë për vete, do me thonë çfarë keni të kryer dhe diçka rreth salonit. Значи аз съм Ивана Тушевска, физиотерапевт и ръководител на Estetik Med. Салонът Estetik Med започна со работа во декември 2011 година, значи скоро цели 3 години се грижиме за убавината како дел од здравјето на нашите кумановки и исто така имаме клиентки и од другите градови на Македонија, како и пошироко Косово, Србија, Швајцарија, Германија. Салонот Estetik Med е малку поразличен од другите салони за убавина во градот и можам слободно да кажам дека се наоѓа меѓу првите кога станува збор за квалитетна апаратура, продукти квалитетни за работа и не на последно место хигиенски услови. Тимот на Estetik Med е составен од физиотерапевт и козметичар и сме во тесна соработка со тимот од поликлиника Доктор Ѓоше, а тоа е докторка Наташа Јовановска, хирург и специјалист во областа на анти-ејджинг медицината. Сакам две работи да спомнам за нашиот салон. Значи апаратурата со која што работиме е многу важно да е квалитетна. Значи сите наши апарати се од фирмата Искра Медикал Словенија, значи тоа не е некоја no-name апаратура и ги има сите сертификати за безбедност и квалитет. Исто така козметиката со која што работиме е брендирана, значи и е природна и професионална. Тоа се две фирми, Бабор Германија и Афродита Словенија. И сега да спомнам за процедурите кои што се извршуваат во нашиот салон. Тоа се третмани за слабење и ремоделирање на телото, како што се ултразвучна кавитација, радиобранови, лимфна дренажа, антицелулитни третмани за тело, масажи, пакувања, боди врапинзи. Потоа тука имаме третмани за лице, чистење на лице, микродермоабразија, разни козметички третмани, значи витамински третман, кислороден, хиалуронски, противакни, колагенски, најразлични. Потоа IPL технологија, третман за отстранување на влакната, значи трајно отстранување на влакната на цело тело, како за жени, така и за мажи. Потоа фотоподмладување, третмани за пеги, флеки, стрии, белези по телото, радиофреквенција за лифтинг, за отстранување на масно јастуче под брада, за брчки и многу други. Да. Друго имаме, значи, депилација, ногти, шминка и нешто што е многу актуелно во последно време, а тоа е трајната шминка на веги по јапонска метода. И во соработка со поликлиника Доктор Ѓоше, тука се извршуваат процедури како мезотерапија на лице, мезотерапија на тело, на коса и пополнување на брчки, нешто исто што го обожаваат нашите кумановки, а тоа е пополнување на усни. Атëherë çfarë keni përzgjedhur për sonte, çfarë do na demonstroni në salonin tuaj? Денес, како за прв пат, за вас избрав да демонстрирам третман на лице со германската фирма Бабор и тоа ќе биде третман краш за потполна и длабинска хидратација. Faleminderit, sigurisht do të jetë me interes për shikuesit. Pasi e kuptuam se për çfarë saloni bëhet fjalë dhe çfarë tretmane na ofron ky salon, unë ju ofroj që të shkojmë në punëtori dhe nga afër të ndjekim se si zhvillohet një tretman në fytyrë. Tani ndodhemi këtu në punëtori dhe më detajisht do të na tregoni se për çfarë tretmani bëhet fjalë, për çka përdoret ky tretman dhe kush e përdor më shumë këtë tretman, vajzat e reja apo gratë.
Краш третманот или третманот за длабинска хидратација е како погоден за младите, значи така и за повозрастните, затоа што на секој лице му треба вода. Како што на луѓето ни треба за да преживееме храна, вода и воздух, така и на нашето лице. Значи секогаш му треба сезонски, има период за хидратација, период за снабдување со колаген и период за кислород. Овој пат ќе го работиме хидратантниот, значи третман за надополнување на изгубеното количество на влага на кожата. И во овој третман, значи, и најдехидратираната кожа се го воспоставува балансот. Дали се користи само за сува кожа или тоа нема? Не, значи влага е потребна и на сувата и на мрсната кожа. Таа кожа што е мрсна, тоа не значи дека е задоволена од влага, таа е задоволена од себум, значи има превише себум, ама влага треба секогаш. За едно убаво чисто лице со младешки изглед, најважно е да кожата да биде чиста. Значи шој да се стави на кожата, нема доволно добро да се прими и да се искористи од клетките ако кожата не е добро исчистена. За бабор е многу интересно да се каже затоа што основата во целата филозофија на бабор е прво чистењето. Тие имат измислено, поточно основачот на фирмата Бабор, доктор Майкл Бабор, во 1995 година го измисли двофазното масло за чистење. Тоа е хидрофилно масло што се раствора во вода. Тие се растителни масла, природни, кои што имат моќ да се растворат во вода и така ги отстрануваат сите нечистоти од површината на кожата и длабински од порите. Значи третманот започнува како и сите третмани со чистење. Почнуваме со чистење на лицето. Се нанесува првата фаза, значи маслото. Ова е масло од кикирики, соја и сусам, содржи бисоболол. Се нанесува со масажни, значи кружни движења целото лице. А зашто е добро ова масло? Ова ги отстранува, значи, нечистотите што се растворливи во масло и што сте на површината на кожата. Тоа е себумот и шминката. Значи се чисти цело лице, и да има маскара, и да има сенка, пудра, се размачкува и се чисти со ова масло. После врз него се нанесува втората фаза, која што е соодветна за различниот тип на кожа. Ова содржи нане, бреза и рузмарин и е за сува кожа. Мојата клиентка има сува кожа и затоа со тој продукт продолжуваме да го чистиме лицето. И после веќе почнуваме да додаваме вода, затоа што овие масла, како што кажав, се растворливи во вода. Чистењето ке Бабор продолжува со чистење со крпи, тоа се крпи во врела вода. Врела вода, значи. Да. Првата е врела, втората е ладна. Колку често треба да се прави овој третман? Доволно е еднаш месечно. Значи, зависи секоја кожа различно ја губи влагата. Убаво е да се направи пред лето, да се заштити кожата, значи, од летните штетни влијанија на сонцето, и убаво исто така после лето, по завршување на летните одмори, кога сигурно е многу дехидрирана. Çfarë i propozoni të rinjve për stinën e vjeshtës? Çfarë të bëjnë për të kujdesur për lëkurën e fytyrës, lëkurën e turve dhe lëkurën përgjithësi? Значи, како за есента, така и за другите сезони, најважно е да имат чисто лице. Значи, чистењето дома секојдневно, да не се легнуваат со шминка, да го чистат и навечер, значи после доаѓање, да речем, од излегување, да се чисти,
да се отстрани остатокот од шминка и да се нанесе ноќна крема. И исто така, значи, од сабајле обавезно да се после миење на лице да се нанесува крема за соодветниот тип на кожа. Значи мора да е соодветна. Продолжуваме со наредната фаза, а тоа е рич маската, која што е специфична за бабор, значи во другите козметички куќи немаат вакова процедура, ваков ритуал во процедурите уствари. Ова маска се нанесува брзо се вади, содржи екстракт од коприва и блага киселина и со тоа ја активира кожата и прави лека, значи, блага диагноза на кожата. И сите, значи, понатамошни средства што ќе се нанесат на кожата, многу подобро ќе се примат. Сега што правиме? Ова е веќе четвртата фаза, тоа е пилинг. Ова е пилинг исто од бабор, од фино, значи, здробени семки од праска и масло од сусам се одржи. Пилингот се индивидуално, значи ако е понежна кожата се прави малку време, ако е погруба, подебела, ретко да е третирана со пилинг, може и 10 на 15 минути. Пилингот исто така е за прочистување на лицето. Пилингот, значи, ги отстранува површинските клетки, мртвите клетки од епидермисот и со тоа исто така се отвора пат на наредните продукти кои што ќе ги ставиме да се примат од здравите клетки. Пилингот дали треба секојдневно да се користи? Не, пилинг еднаш неделно се користи. Еднаш неделно е доволно. Кај повозрасни жени со подебела кожа може и почесто, ама доволно еднаш. Preçkavaren qelizat që ngjenden, domethënë qelizat e vdekura gjithsesi në fytyrë, kush ka më shumë qeliza? Значи, кај секој човек отприлика истовремено се врши таа регенерација на клетки и на неколку дена, значи, се повише и повише се задебелува тој епидермис или најповршинскиот слој на епидермисот, тој се вика стратум корнеум и тој е целосно составен од мртви клетки. И тоа е тој слој што ни пречи, значи, што и да ставиме на лицето и најскап крем да купиме, ако не е отстранет површинскиот слој на клетки, ако не се прави редовно пилинг, дали е тоа домашен или барем еднаш месечно во салон, ништо од тоа не стигнува до суштинскиот слој на кожа, до здравата кожа и не се впива. Значи, треба да се прави од време на време пилинг и да се отстрануваат мртвите клетки, зашто и да нанесеме да се впие убаво во кожата. Значи, водиме со наредната фаза, а тоа е ампули. Интересно и специфично кај овој третман е, за разлика од другите, каде што имаме нанесување на една, најмногу до 2 ампули, тука се нанесуваат од 3 до 10 ампули, во зависност од тоа колку е сува кожата. Значи, се нанесуваат една врз друга и кога ќе почне да лепи како мед под прсти, тогаш е задоволен и последната пора жеднана влага. Тогаш се престанува и се продолжува со масажа. Значи, една врз друга со тапкање. Ампулите што содржат? Хиалуронска киселина. А тоа е добро за? Хиалуронската киселина е нешто најдобро за кожата. Значи, таа е составен дел на нашата кожа, која после 25-та година почнува да се намалува. И затоа е добро по секаков начин, значи, да ја надополнуваме. Дали ќе е тоа преку креми, преку ампули, сега поново и со мезотерапија, директно во мезодерм се бризгува. И таа процедура имам исто во нашиот салон и работиме, одлично докторката. Ова е веќе 6 ампула, мислам дека ќе биде последна, веќе почнува многу да лепи под прсти. Мислам дека ќе е последната. Unë po shoh se po vendosni nga tretmani, domethënë nga injeksionet e këto gjërat, edhe në qafë. A duhet kështu të vendosim edhe kur lyejm fytyrën me krem, a duhet lyejm edhe qafën? Edhe pse? A është lëkura e njëjtë, domethënë edhe në fytyrë edhe në qafë?
Значи вратот и деколтето, исто како и лицето, ги покажува нашите знаци на старост. И исто како што се третира лицето, така треба да се третира и вратот и деколтето, што многу жени тоа не го правиме. Значи ставиме крем, ама до тука и не продолжуваме надолу. А кога ќе излеземе негде или на плажа, ние носиме поразголено, така да и од сончеви зраци и студ сите тие влијанија влијаат на кожата како на лицето, така и на вратот и деколтето. Значи, кога и да се третира лице, барем ние така го правиме, го третираме и вратот и деколтето. Значи, не го делиме. Обавезно треба да се нанесува крема и надоле, затоа што и да се третира лицето, вратот ќе ги покаже сите наши години. Значи масажата започнува. Масажата ја вршиме исто со кремот, истата серија. Тоа ќе pyet diçka për kremat. Në çfarë moshe duhet fillojnë vajzat, po dhe djem ndoshta, që ta lyejnë fytyrën me krem dhe është e preferueshme që çdo ditë përdoret krem. Dhe zakonisht çfarë krema të përdorin të rinjtë dhe të rejat? Значи крема за лице треба да се користи од најмлада возраст. Значи јас на моите две мали дечиња, уште од бебиња им ставам крема. И има за лице за лето ставаме крема со заштитен фактор, а за зима крема за заштита од студ. Така да секој човек и секој млад човек, жена, девојка треба да користи крема за лице за соодветниот тип на кожа од најмлада возраст. Значи треба да се заштити лицето и од штетните сончеви влијанија, исто така и од студот. Кремите важно е, значи, да немат парабени. Тоа се стабилизатори кои што се користат или да се на минимум. Значи секоја крема за да е трајна мора да има некаков стабилизатор, сега негде пишува има, негде нема. Важно е да е природна, значи нормално колку е поскапа толку е подобра. Тој колку може да си дозволи, значи треба да е природна и да има минимално количество на парабени. Edhim se gjinia mashkullore më pak përdorin krema ndoshta, edhe çfarë preferoni atyre? За мажите исто како и за жените би препорачала крема за пролетно-летни денови да биде тоа хиалуронска или витаминска, за зимата колагенска, значи нешто за надополнување на тие липиди што недостасуваат во зимата, а за летото нормално за надополнување на влагата. Значи како и женските и машките треба да се грижат. Исто треба да се грижат. И ете сакам да ги пофала мажите, пошто порано многу помалку имавме клиенти мажи, беше се повише и повише, значи се ја добива таа свеста дека треба и тие исто како и жените да се грижат за нивната убавина и не за убавина, само за кожата, тоа е дел од здравјето, значи тоа е наш орган. Кремата си е хидратантна, значи од самиот третман, во секој третман, да, за сите. Сега го завршуваме нашиот третман. Јас ја осеќам, сигурно и клиентката, јавете се. Да. Кожата е многу пополна, понежна, ги снема сите тие брчки фини на сува дехидратирана кожа. Збогатена. Третманот е многу богат, како што видовте отидоа, значи 6 ампули и после во маската уште. Значи со еден третман веќе може да почувствуваме и да видиме обавезно. Да. Одма после третман се осеќа разлика. На здравје. Фала.
Shikues të dashur, pas asaj që pam, shpresoj që ngelet të kënaqur nga vizita që i bëm këtij saloni profesional dhe sadopak ndoshta përfituat diçka nga ky emision. Unë juftoj që të ndiqni edhe emisionet e radhës dhe ndoshta vizitat e tjera që do të bëhen në këtë salon. Faleminderit.